Има една физичка вистина, појава, која, верувам, сите ја знаеме, нема потреба некоја научна експликација. Светлината сјаи повеќе, појасно, кога е во темнина. Ако свеќе запалите сред бел ден на сонце, нема ни да видиме дека таа свети. Но ако ја запалиме во темна просторија, сите ќе ја видиме светлината. Истото важи и за духовниот живот. Духовната светлина или Божите избраници, Божите деца, децата на светлината, сјаат посилно колку што темнината повеќе навлегува во светот. Денес човештвото гледаме, сведоци сме, се движи кон духовна темнина, кон поголема, кон подлабока духовна темнина. Околу нас има криминал не само кај нас, во цел свет. Има корупција. Гледаме како неморалот се шири. Гледаме како семејствата се растураат, се распаѓаат. Зависностите последните 100 години никако не се намалуваат. Процентот на луѓе постојано се зголемува на оние кои се зависници во некакви пороци. Во уметноста, во образованието, во медиумите, како да царува некаква вулгарност која ја запира, го запира убавото, го запира светото, го запира чистото. Вистинското христијанство, она библиско христијанство, е постојано под удар. Па и во нашето општество, во нашата земја која се води како многу религиозна, како земја на верници, вистинското христијанство е нападнато, библиското христијанство. Да, ако држиме некое народно христијанство на соеверие, на традиции, ќе бидеме прифатени, но ако го проповедаме библиското христијанство, ќе бидеме нападнати. Тука е така и насекаде е така. Во западниот свет пак библиското христијанство се смета како пречка да се развива светот, да се развива општеството. Духовната темнина легнува, се симнува и станува погуста во светот. И ќе станува уште погуста. Библијата го открива, го потврдува тоа. Но не е само денес така. Така било и во времето кога апостол Павле го пишувал ова послание до ефесијаните. И во тоа време ги имало истите појави, и во тоа време имало неморал, и тогаш имало идолопоклонство, дури поголемо од денес. Ние се чудиме како денес ќе се справиме со растечкиот неморал. Како ќе се справиме со напливот или со агресијата на LGBT или како беше заедницата. И бараме помош од државата со закони да забранува. Во времето на апостол Павле тие биле нормални појави, дури пораширени од денес. Тие биле дел од духовната практика на паганите. Единствениот начин на кој што христијанство се справува со темнината е светејки преку Христовата светлина. И апостол Павле на христијаните до кои што пишува во негово време, а и тогаш не било воопшто лесно да се биде христијанин, едноставно им вели: живејте како деца на светлината. Прскајте светлина наоколу. Изобличувајте ги срамните дела на безбожниците. Искористувајте го времето мудро, така што ќе ги разобличувате нивните срамни дела. Како? Светејки. Тоа е темата на овој текст. Ние сме деца на светлината и како такви треба да светиме во овој свет. И колку што светот станува потемен, толку повеќе ние треба да сјаиме, да светиме. Значи, го прочитавме текстот и ќе почнеме да видиме што вели апостол Павле. Вие некогаш бевте темнина, а сега сте светена во Господ. Живеете како деца на светлината.
прави разграничување. Некогаш и сега. Без Христос вие бевте темнина. И тука не навраќа на 16 и 17 стих, каде што говореше за оние кои другите народи, пишува, езичниците, кои не веруваат, кои го немаат Бог, говореше за нивниот помрачен ум. Тие живеат во темнина, живеат во незнаење. И ние некогаш бевме такви, вие некогаш бевте такви, им пишува апостол Павле, но сега во Господ вие сте деца на светлината, во Христос. Христос е светлината, кој оди по светлината, тој е дете на светлината. Го видовме тој процес во првите 3 глави беше објаснен. И овде од време на време апостол Павле пак не подсетува. И во средината на овој текст тој ќе каже повторно: стани ти кој што спиеш, воскреси од мртвите и Христос ќе те осветли. Говори за новораѓањето. Ова фраза, меѓу другото, е гностичка фраза. Гностиците во тоа време ја користеле. И тие признавале дека човекот е мртов, дека тој спие. Спиењето е метафора за смртта. Човекот е мртов духовно и треба да воскресне. Меѓутоа, гностиците верувале, лажните учители тогаш, дека треба некое специјално знаење да има човек за да воскресне духовно, да оживее духовно. Апостол Павле користи таа фраза, нивне им вели: во Господ е воскресението од мртвите. Во Господ е осветлувањето. И тие фрази светлина, темнина, и тие ги користиле лажните учители, затоа што апостол Павле им дава друго значење. Светлината е во Христос. Христос е светлината. И вие во Христос може да светите во овој свет. И тоа е значајно за нас да го знаеме. Во традиционалното христијанство, во кое се верува дека христијанството е генетска особина, тоест, ако твоите родители били христијани, и ти ќе бидеш христијанин. Христијанството се наследува од родителите. И така, денес сите во Македонија, или не сите, најголемиот дел се христијани. Не е вистина. Некогаш без Христос бевте темнина, сега во Господ сте светлина. По природа, човек се раѓа како дете на темнината. Во Христос, преку верата во Христос, станува дете на светлината. Како што пишува апостол Јован во неговото прво послание, 1 глава 7 стих. А ако пак во светлина одиме, како што е тој самиот во светлина, тоа значи дека ние еден со друг имаме заедништво и крвта на Исус Христос, неговиот син, не очистува од секаков грев. Тоа е светлината. Очистувањето преку крвта на Христос. Ако веруваме во Исус Христос, ако веруваме во Него како во Спасител, и ако му се покоруваме како на Господ, ние одиме во светлина. Ние сме деца на светлината. Деца на светлината не прави ништо друго, освен Христос, верата во Него. Тоа почнува апостол Павле и го прави она разграничување што постојано го гледаме во ова 4 и во 5 глава. Стариот човек, новиот човек. Луѓето со суетен ум и оние кои се просветлени во Христос. Оние кои живеат со духот и оние кои што живеат по телото. Ние сме има деца на темнината, ние сме деца на светлината. Во Господ сме деца на светлината. И бидејќи сме деца на светлината, сосема е природно во нашиот живот да се јавува плод на светлината. Да се раѓа плодот на светлината. Зашто плодот на светлината се состои во се што е добро, праведно и вистинито. Самото спомнување на плодот укажува на фактот дека тоа е нешто природно во нас. Плодот се раѓа како дел од животот. Сосема е нормално, дел од природата на јаболковото дрво е да роди јаболко. И дрвото не се напрега да го роди јаболкото.
Тоа е дел од животниот процес на дрвото. Светиот Дух кој е во нас, тој ќе го раѓа плодот. А плодот е сето она што е добро, вистинето и праведно. И тука прави разграничување со она што го говореше порано за стариот човек, за лагата, за крадењето, за гневот, за горчивината, за злобата, за сите останати работи. Вистината е споредена со лагата. Доброто е во контраст со лошите зборови и се она лошо што е напишано за стариот човек во претходното, што беше објаснато во претходните стихови. Децата на светлината копнеат за доброто, се доверуваат на вистината, го прават она што е правилно, она што е праведно. Тоа е дел од животот, бидејќи Христос е во нас, бидејќи ние сме децата на светлината, тоа е нормален плод. И при тоа, во наредните стихови, апостол Павле кажува некои дејства кои треба да ги правиме. Да, тој плод го раѓа Светиот Дух во нас, ова неисцрпен стих се разбира, овие неколку нешта апостол Павле ги спомнува во контекстот на се она што го говореше. Од 3 до 7 стих говори за блудството, за неморалот, и овдека вели за работи што ги прават безбожниците, а за кои дури срамно да се говори. И јас го прескокнав овој дел, може би вечерва требаше да збориме од 3 до 6 стих, и тоа може би ќе го ставиме понатаму. Павле вели дека е срамно да се говори за тие работи, за тоа блудство кој го опишува, кој го правеле безбожниците. Еден ден се надам дека ќе има книга, коментари на ова што го збориме, па ќе може и таму да прочитате повеќе. Проповедта ја подготвив, меѓутоа решив вчера поплавне да прескокнам и да почнам со 8 стих понатаму. Треба да правиме некои дејства, апостол Павле. Треба да вложиме и ние усилби. Има наш удел во плодот кој се гледа во нашиот живот. Доброто, вистинитото и праведното. Првото што вели апостол Павле дека треба да се трудиме, да истражуваме, да бараме, да откриваме, да разбереме кое е она што е добро, угодно, она што го задоволува Бог или она што е Божјата воља. И вели: и одлучите се за она што му е мило на Бог. Вака е преведено во овој текст. Ако го земете стандардниот превод, оние сините од 2001 година, пишува: испитувајте што му е по волја на Господ. Истражувајте да разберете што му е по волја или што му е угодно на Бог. Што му е мило на Бог. Барајте да откриете Божјата волја, и тука веќе се предпостава дека ние треба да правиме нешто. Плодот на светлината се раѓа во нас, но ние правиме нешто од наша страна. Основното е да бараме, да откриваме она што ме по волја на Господ. И кога говориме за ова, и кога читаат современите христијани, кога го читаат ова, на современиот, субјективизиран, индивидуализиран христијанин, веднаш му доаѓа наум представата дека треба да бара Божја воља за некакви, или она што го нарекуваат многумина водство, на некои конкретни животни решенија, ситуации. Например, треба или барам Господ да ми каже дали да тргнам лево или десно, дали да изберам ваква или онаква работа, дали да изберам вакво или онакво образование. Апостол Павле не говори за таков вид на водство, не говори за такво барање или истражување. Она за што говори апостол Павле овдека е за еден начин на живење, еден живот во кој постојано се прави она што му е угодно на Бог, она што го задоволува Бог. А има еден стих во Евреите, 11 глава, 6 стих, каде што пишува дека без вера не може да му се угоди на Бог. Без вера не може да се задоволи Бог. Без вера ние не можеме да
правиме нешто што му е мило на Бог. Или основното е да се довериме на се оно што Бог не го открива за него, за нас, за светот, за животот. Ние треба да откриваме, да разбираме кои се принципите, кои се вредностите што Бог ги има за нас, ги бара од нас. Треба да растеме во познавањето на нештата што му се угодни на Бог во нашиот живот. И не само да ги знаеме, не само да веруваме, но и да ги живееме. И тоа на зашто овдека пишува апостол Павле. Како деца на светлината ние треба да се посветиме на изучување, на разбирање, на она што Бог го сака од нас да го правиме во животот. И тоа не само во некој конкретно решение, туку постојано. Напразно ние да бараме од Бог водство за некоја ситуација, што да избереме, ако не ги следиме Божите принципи, Божите вредности. Како би барале инструкција од Бог дали да тргнеме лево или десно, ако гледаме дека патот на лево води кон неморал или лага или се она што е неугодно на Бог. А во откривањето или испитувањето на она што му е мило на Бог, основното е изучувањето на Библијата. Основното е читањето на Библијата. Во Библијата ние откриваме што е она кој му угодно на Бог. Кога изучуваме дома, кога изучуваме заедно, основната задача што треба да се ја поставиме е да разбереме што му е угодно на Бог, што Бог сака, преку она што ни го открива. Ние не изучуваме Библијата за да стекнуваме само познавање, да се фалиме со тоа знаење, за да развиваме некои големи теологии. Првото и основното за кое што учиме е да го запознаваме повеќе Бог, а запознавајќи го повеќе Бог, ние ќе сакаме повеќе да му угодуваме. Ќе знаеме како да му угодуваме и ќе сакаме да му угодуваме. Не може растежот во познавањето на Бог да не доведе и до поголем копнеш да го задоволуваме Бог. За жал, нема многу плод или не извршуваме Божјата воља како што треба, не го правиме она што му е угодно или мило на Бог, зашто читањето или изучувањето на Библијата, на Словото, не е приоритет во животот. Има многу други работи кои сметаме дека се приоритет, или пак има други работи кои се поинтересни. Читањето на Библијата е здодевно за многумина, или пак е тешка работа. Има многу други полесни работи што може да ги правиме. Па дури и кога ќе решиме да се посветиме, одделуваме колку што можеме помалку време за тоа. Живееме во инстант општество или општество на инстант решенија за разните потреби. Измисливме како брзо да се храниме. Можеш да сготвиш храна или да се храниш за 5, 10, 15 минути. Има дури инстант слабење. Јадеш сендвич, инстант сендвич во Макдоналдс и потоа на инстант начин со некакви таблети кои ги рекламираат, за една седмица си мнуваш 10 килограми. Оние што Тијана или која како се викаше, постојано ги рекламира како успела за еден месец да симне 15 килограми. Инстант решение. И во овој поглед, во однос на изучувањето на Библијата, измислија многу инстант методи. Ти даваат книжка во која има стихче кој се чита за 30 секунди, има 4 реченици кои го обяснуваат стихот и се читаат за можеби една минута, има една молитва во една реченица која исто така се чита за 30 секунди и со тоа завршува дневната духовна доза во рамките на 5 минути. И ти после 5 минути си веќе духовен. Знаеме сите сме одели на училиште, знаеме дека за 5 минути не можеме да направиме ништо. Нема студент кој може за 5 минути
да земе испит. Има и други инстант техники на оние харизматските движења, кои велат дека ако се молиш, Светиот Дух ќе ти даде посебни искуства, преку кои ти ќе го познаваш Бог повеќе и така ќе стануваш духовен и ќе пророкуваш и ќе растеш. Инстантно, само со молитва, само со некои духовни искуства. Само моли се и ќе стануваш многу духовен. Пробајте само да се молите и не учите дома. Нема да има никаков резултат. Да, молитвата е потребна, но молитвата оди заедно со трудот, со работата. Ќе ја познаваме Божјата воља и ќе имаме желба да извршуваме ако го изучуваме Словото. Затоа, како што вели апостол Павле, одлучете се или испитувајте. Она што му е мило на Господа се покажува плодот на неговото присуство во нашиот живот. Си мислам, ако времето што го поминуваме за многу други непотребни работи, во телевизија и за други нешта, го посветиме за растеж во познавање на Бог. Ако христијаните во Македонија го земат тоа решение, верувам дека многу ќе биде поинаква ситуацијата во целата земја. Ќе се сменат многу работи. Значи, прво пишува: одлучете се или испитувајте што му е по волја на Господ. Понатаму вели: не учествувајте во бесплодните дела на темнината, туку изобличувајте ги. Зашто за оно што го прават скришом, срамно е да се зборува. Што ви? Добро. Овие срамни или бесплодни дела на темнината, за кои што пишува Павле, се истите они работи кои веќе ги говоревме толку многу. Во 4 глава, 2 дел. Залагата, гневот, крадењето, злобата, јароста, горчината, лошите зборови и неморалот кој е опишан на почетокот на оваа 5 глава. Не учествувајте во нив, но изобличувајте ги. А како да ги изобличуваме? Контекстот на текстот е светлината. Така што ќе светите. Како ќе се видат тие дела на темнината? Тие бесплодни дела, кои ќе се видат плодните дела на светлината. Не може лошото дело, бесплодното дело на темнината да биде видливо, да се воочи, ако го нема контрастот. Спротивноста на светлината, на делата на христијаните. Кога христијанот ќе дојде во тоа друштво, каде што има бесплодни дела на темнината, тогаш тие се воочуваат и се согледуваат. Така, тоа е идејата за која апостол Павле говори. Овдека. Сега, пред неколку недели беше поставено прашањето за легализмот во црквата. И јас би сакал во една заграда да кажеме нешто за легализмот. Бидејќи многу нешта во претходните изучувања беа спомнати за што треба да правиме, кои правила на однесување треба да ги следиме. И реална е опасноста навистина да западнеме во легализам. Како може да постапуваме според она што ни го вели Библијата, а да не западнеме во неко суров, бесплоден, празен легализам. Прво, што е легализам? Легализам е создавање некој список на правила кон кои сите во црквата треба да се придржуваат, и тој список на правила ја определува духовноста на човекот. Ако некој го спазвува тој список, тој е духовен. Ако не го спазвува списокот, не е духовен. Така се одредува духовност. И при тоа, обично, тој список не ги содржи овие работи што ги говоревме досега. Има други работи во списокот. Например, во тој список има како треба да се обликуваат луѓето, каква фризура треба да носат, колку треба да биде долга облеката на жените, дали може да носат обици или не може да носат обици, дали може да носат шминка или не,
дали може да се оди на кино, театар или да не се оди. Обично, тоест каква храна да се ја. Обично, тие списоци содржат такви правил или упатства. Например, во Бугарија пред 100 години имаше една црква на тинчевисти, Божјата црква на тинчевистите. И сите мажи во таа црква мора да одат голи глави, истрижани и со мустаки. Ако некој не беше во таков стил, тој не е духовен, тој не е спасен, тој е во пеколот. Не смеат да носат часовници. Жените мораат да одат забрадени постојано. Тоа е критериумот за духовноста. И тоа е чист легализам. И која е опасноста? Кој е проблемот? Проблемот е што многу лесно може да се исполне тие упатства, тој правилник, секој може да среди фризурата според правилото, секој може да се облече на тој начин, и бидејќи е лесно да се постигне тој стандард, кај луѓето се јавува чувство на гордост, дека тие се навистина најдуховните. Тие го исполнуваат стандардот, за разлика од останатите, и дури има право да ги осудат и да ги пратат во пеколот сите оние што не го исполнуваат тој список, тој стандард. Ние сме свети, ние сме праведни, сите останати се отпадници. Тоа е проблемот на легализмот. Ако бидејќи ние не јадеме определен вид на храна, а другите јадат, ние сме посвети од нив. Има и нели такви групи во христијанството. Ако ние празнуваме некој ден, а другите не го празнуваат, ние сме посвети од нив, а те може дури да не се спасани поради таа причина. Па има и во православието еден куп такви нивни практики поради кои нас не осудуваат и сме отпадници и така натаму. Таквите списоци, таквите практики доведуваат до изолација на членството на црквата од контактите во светот. Бидејќи ние сме свети, а они се извалкани, за да не станеме како нив, треба да ги ограничиме контакти, да се изолираме. И во таквите цркви, обично во таквите цркви, пристапот на луѓе од надвор од светот е ограничен. Тие не се добредојдени. Тие треба прво да се спасат, да се променат, за да бидат прифатени во заедницата. Ние сме имали искуство со Краси, сме влегле во таква црква и бевме, да, тоа што бевме на почетокот на верата, и бевме отврлени. Не директно, не бевме прифатени како дел од заедницата. Обично легализмот се обидува да постави правила во она област која се нарекува слобода на дејствување. Има заповеди за кои Библијата е јасна. Јасно пишува дека не треба да лажеме, не треба да крадеме. И тоа е јасна ситуација. Знаеме дека е така. Има исто така нешта кои се напише дека треба да ги правиме. Јасно е кажано што треба да правиме. Меѓутоа, помеѓу двата краја на спектрот, многу пати има една област во која ние имаме слобода за некакво индивидуално решение, автономен став. Например, има заповед во Библијата дека треба да бидеме секогаш трезвени. Тоа е заповед, да бидеме трезвени. Од друга страна има забрана. Следниот стих, со кој ќе почнеме наредниот пат е: не опивајте се. Немојте да се опивате. Тоа е забрана. Имаме заповед, бидете трезвени, и имаме забрана, не опивајте се. Тоа се двата краја на спектарот. Меѓутоа, помеѓу тие два краја има една област во која човек треба да донесе решение. Има цркви кои велат решението е целосна абстиненција од капка вино. Ништо воопшто. И тој став се наметнува на сите. Тоа е веќе легализам. Зошто, ако човек се напие една чаша вино, тоа не значи дека ќе ја загуби трезвеноста.
таа заповед за трезвеноста не е нарушена. Не е нарушена и забраната да не се опиваме. И во двата случаеви ние сме во рамките на она што Библијата го препорачува. И обично легализмот се појавува во тие области. Некој ќе заземе свој индивидуален автономен став во таа област на слобода и почнува да го наметнува на сите, и секој оно што нема да го прифати неговиот став, тој е отпадник, тој е грешник. Тоа е, у ствари, легализам. Моето автономно мислење ме прави посвет од останатите, подобар од другите, кои не го прифаќаат. Имаме такви случаеви во Библијата. Апостол Павле спомнува, нели, за кога некој, например, не јаделе некаква храна и ги осудувале другите кои јадат, и апостол Павле им вели во Римјаните 14 глава 10 стих: кои сте вие да ги судите Божите слуги? Зашто кој со каков суд суди, со таков ќе биде осуден. Така да, ние немаме право да судиме за нешта за кој Библијата нема дадено јасно упатство или закана. Значи, ние сме слободни сами да решиме како ќе поставиме, но само во оние области во кои со словото не сме ограничени. Немаме право, например, да решиме дали ќе крадеме или нема да крадеме. Пишува не кради. Тука нема област на слободно решение. И на крајот, уште една работа, иако постојат области каде што ние имаме слобода да решиме, во никој случај не смееме да станеме зависници на христијанската слобода. Апостол Павле, кој се смета за многу слободен, бидејќи е многу силен во верата, вели дека не сака да биде роб дури ниту на својата слобода. И во истата таа 14 глава до Римјаните вели: ја имам слободата да јадам што сакам, но се ограничувам во таа слобода заради мојот брат кој е послаб во верата. Не дозволува во ништо да стане зависник. Така да, ако едната страна на екстремот е легализмот, опасноста, има една друга страна либертизам, либертијанство, кое исто така е голема опасност. Да станеме робови на слободата, а многу луѓе преку зависност од слободата на крајот испаднали во многу пороци. Така, потребно е зрелост, растеш во зрелоста, во духовната зрелост, и покорност или робство само на Господ Исус Христос. И на крајот, значи, Бог не повикува да ги избегнуваме грешните дејства и да ги изобличуваме. И завршува со истата таа идеја. Како светлина на светот, ние треба мудро да ги искористиме сите можности да светиме во темното. Па така внимавајте добро како живеете, не како безумни, туку како мудри. Ползувајте го времето, зашто дните се лукови. Затоа немојте да бидете неразумни, туку разпознавајте што е волјата Божја. И вели: дните или времето е лукаво, дните се лукови. Вие сте деца на светлината. Како деца на светлината, кои живеат во едно лукаво или измамливо време, бидејќи луѓето во светот се водени од човекот, стариот човек, кој оди по измамливи, лукави желби. Треба да го користите ова време разумно. Како? Да ги изобличувате нивните бесплодни дела, бесплодните дела на темнината. Ние сме разбудени од мртвите, од оние што спијат, воскреснати од мртвите, огреани сме во Христос. Зошто? Со една единствена цел. Живејќи го животот во светлината, одејќи по светлината, покажувајќи ги плодните дела на светлината, да ги изобличуваме бесплодните дела на темнината. Тоа е нашата задача. И овде апостол Павле користи еден посебен збор: ползувајте го или искористувајте го времето. Обично тој збор се користи кога одиш, колите титкат. Обично тој збор
се користел во тоа време за правење на бизнис, кога пазарот е многу добар за бизнис, е поволен, погоден за бизнис. Например, во Софија има продавници, ги нарекуваат second hand или втора употреба алишта. Убави алишта за поскапи или поевтини цени. И кога ќе влезеш во таква продавница и гледаш дека цената најниско можна, тој ден, например, за 30 денари можеш да купиш панталони убави или фустан, влегуваш во продавницата и купуваш, дури не се замислуваш дали ти треба. Си викаш, ќе го земам, може би на некој друг ќе му притреба, ќе го подарам на некој. Краси се смее, Краси го прави тоа. Ке начека таква продавница и почнува да купува, зашто за ништо пари купуваш многу. И си велиш, ке притреба, ке го дадеш на некој. Овој збори употребен исто така овдека. Дните се лукави, овој свет на темнина продуцира прекрасни можности за децата на светлината да ги објавуваат своите дела, Божите дела на светлина. Колку повеќе се стемнува овој свет, толку повеќе можности имаме да ја покажеме светлината. И треба да го користиме тоа време. Кога здрав човек ќе влезе во средина на болни луѓе, се гледа разликата. Ако во една соба има 5 души кои лежат во кревет истоштени, српени, болни, тие се исти. Не може да се види разлика меѓу нив. Но ако влезе еден силен, здрав, што скока, веднаш ќе се почувства таа разлика. Тој контраст ќе се види. За оние кои се вработени на работни места каде што колегите се однесуваат непристојно. Токму во таа средина можат јасно да се видат делата на светлината и така да се изобличат делата на темнината. Кога ќе се види како силно свети таа светлина. Тоа е идејата на овдека на апостол Павле. Ние треба во овој свет да изобличуваме со нашиот живот. Луѓето во темнината да ја видат разликата. И кога ќе видат разликата, да останат изобличени. Да се посрамат и да се отргнат од тие дела. Ако сите се исти, сите живеат по еден стандард, станува нормално да биде темнината прифатена од сите. Кога има светлина, тогаш темнината станува нешто ненормално. Тогаш нивните дела стануваат ненормални, бидејќи има дела на светлината покрај нив. Се што е изобличено, пише во 13 стих, светлината го прави јавно, бидејќи се што е јавно, светлина е. Потребно е да дојде светлина, тоа дело да стане, делото на темнината да стане јавно. Потребно е моето поведение, мојот пример, мојата вистина, мојата правда, мојата добрина, да се види невистината, неправдата и злото во темнината. Животот не е една голема забава како што си ја замислуваме и како што се повеќе се представува. Ние треба сериозно да погледнеме на животот. Апостол Павле вели сериозно да ги гледаме тие работи. Мудро да го користиме времето. Ова прекрасна можност што ни ја дават лукавите дни да светиме се појасно. Како што светлината ја растерува темнината, така ние како деца на светлината да ја растеруваме темнината во душата на другите, за да можат да ја видат вистината. Не смееме да западнеме во она рутина на животот која се состои од станување, одење на работа, враќање, јадење, одмарање, телевизија и така натаму. Не, животот на децата на светлината е исполнет со друга содржина, светење, изобличување, откривање на бесплодните дела. Децата на светлината ги напуштаат своите безбедни зони, за да можат да светат таму каде што има потреба. Како што вели и апостол Павле,
Вие сте светлина на светот, град кој е на рид не може да се скрие. Поставени високо, да светат надалеко. Ниту пак се пали свеќе за да се стави под вршник. Ние не сме спасени од Христос за да се криеме во црковни ѕидови, зад црковните ѕидови. Ние сме свеќа запалена од Христос за да светиме надвор во овој свет, каде што царува корумпираноста, криминалот, неморалот, неправдата. Со словото, со животот, како деца на светлината. Ако ние не светиме, кој ќе свети? Темнината не може да се свети самата на себе. Ние сме тие кои треба да осветлиме таму, да ја растераме темнината таму. Не се пали свеќе за да се стави под вршник, туку на свекник им свети на сите што се во куќата. Така нека свети вашата светлина пред луѓето. Зошто? За да ги видат вашите добри дела и да го прослават вашиот татко кој е на небесата. Тоа е нашето будење. Тоа е нашето воскресение. Да видиме светлината која ќе свети појасно, како што темнината станува погуста, подлабока во овој свет. Да излегуваме надвор, да сведочиме за светлината, да светиме со светлината. Сите ние, нашата црква да биде еден силен, сјаен светилник кој ќе прска светлина надалеку целиот град, секаде каде што Бог не поставува.